Младите сметаат дека мерките кои државата ги превзеде за време на корона кризата, а се наменети за нив, се несоодветни, недоволни и не одговараат на нивните реални потреби. Сметаат дека се едни од најоштетените категории на граѓани. Најголем проблем кај нив и понатаму останува невработеноста, која што сега била зголемена. Со самата ситуација се зголемува и невработеноста, како кај сите, така и кај младите, со тоа што доаѓа до нестабилна финансиска состојба, а пред се, како што кажав, некои студенти и работат и студираат, доаѓа и зголемување на трошоците во самото образование. Мерките кои се превземени не се доволни, така што треба да се обрне повеќе внимание на тоа да се зголемат стипендиите на студентите. Здравствено-економската криза предизвикана од COVID-19 предизвика сериозни импликации кај сите луѓе, меѓу кои кај младите, бидејќи голем број од младите беа вработени во гостителскиот сектор, останаа без своите работни места. Државата превзе одредени мерки, но сметам дека истите не се доволни. Останаа без главните финансиски средства, бидејќи голем број од студентите се вработени и тие му представуваат дополнителни средства за нивното стручно оспособување и образование. На истав се и од коалицијата сега, според кој државата нема јасна стратегија за младите. Субвенциите кои што ги добиле со корона мерките и ваучерите за одмор ништо не смениле во нивниот квалитет на живот. Нити субвенциите нешто им значеа, нити пак ваучерите нешто знае. Ние можам да го потврдам фактот дека во текот на летото имавме млади кои што преку социјалните медиуми ги продаваат своите ваучери за летување, што значи дека не им била тоа потребата. Автоматски таквата состојба покажува дека добиле нешто кое што не им треба. Токму ваквото 30-годишно неадекватно функционирање на системот и неслушањето на гласот на младиот човек, како и вмешувањето на политиката во сите сфери од општественото живење, се едни од главните причини за иселувањето. Недостатокот на можности за личен и кариерен развој, а и долгогодишната корупција само го забрзува процесот на иселување. Би требало според мене да се минимизира администрацијата, да се максимизира и поттикнува повеќе предприемништвото за на таков начин и младите и државата да има бенефит. Работите се промена доколку има можност, значи би ги искористил сите можности за да својата професионална кариера ја започнам тука, но доколку работите не се променат, во секој случај ќе морам да заминам во странство. Главен проблем со кој што моментално младите се соочуваат е пристапот до работа, не мислам тука само на државните, туку и на приватните институции, заради тоа што политиката е испреплетена во сите сегменти од општественото живење. Ако пред 10 години приоритет за да останат младите тука било само да се вработат, сега ниту вработувањето не можело да го запре иселувањето. Едноставно младите сакале само да си заминат. Не е повеќе вработувањето на младите. Сега и да му даваш пари, тој не сака да работам. Не сакам да живеам во ваков систем. Утре да заврши пандемијата и да се отворат границите за нормално комуницирање и нормално патување на граѓаните од кај од Македонија. Мораме сите да бидеме свесни дека во најмалку 60% од младите невработени ја заминуваат од државата. Тоа се базира на 30 години разорување на системот во кој што младите конечно му дојде преку глава и немаат друг избор, туку ќе си одат. Но кога сите овие ќе си заминат од државата, тогаш имаме реален проблем во бизнисите, нема кој да работи. Бидејќи нема да има доволно работна сила за да ги покрија местата кои што се нормално функционира на секој еден бизнис. И граѓанскиот сектор и младите се согласни дека без поголеми системски промени за 10 години постои опасност да станеме држава на старци, во која што фирмите ќе се соочат со огромен недостиг на работна сила.